Почитувани, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути. Вие сте на вистинската фреквенција во вистинско време. Ова е новото издание на политичкиот магазин Трета порта, емисија која ви пренесува случувања од светот на интернетот од изминатата недела. Во оваа емисија ќе видиме неколку теми. Ќе видиме реакции по говорот на претседателот Иванов на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, како и говорот пред студентите на Американскиот универзитет Јейл. Ќе видиме реакции околу прекинатиот штрајк на СОНГ, односно за штрајкот кој воопшто не се одржа, а беше најавен, а исто така ќе видиме и интересни реакции кои се типични за светот на интернетот и за социјалните мрежи, а тоа се оние по фотографијата на пратеникот на Дуи Артан Груби пред споменикот на Шарло, за кој Груби мислеше дека е споменик на албански деец Неџат Аголи. Почнуваме со Facebook статусот на професорот Јове Кекеновски, кој исто така имаше претседателски амбиции и кој се однесува на говорот на претседателот Иванов, во кој претседателот предупредува на опасноста од екстремистички исламистички структури на Балканот, кои ода да се борат на Блискиот Исток. Па така Кекеновски вели: во утрешниот број на Утренски моја нова колумна, претседателот и джихадистите од нашето маало. Како сега наеднаш джихадистите во нашата држава станаа видливи и тоа од далечниот Њујорк. Добро утро, претседателе. Добро е што конечно се разбудивте од долгиот 6 годишен сон. Тоа е значи статусот на професорот Јове Кекеновски, критички настроен кон претседателот, вели дека претседателот не ги следел случувањата на време. А еве и слична колумна во слична насока од Слободанка Јовановска од Утренски вестник, која исто така вели: добро утро, претседателе. Тука Јовановска ова обраќање на Иванов го поврзува и со политичките случувања во Македонија, па така вели: иако ваквото обраќање е во функција на блокада на нашата евроинтеграција, претседателот призна еден важен факт, дека Македонија е ранливо општество во моментов и дека омразата кон различностите може дополнително да не загрози. Иако намерата не му беше да ја критикува внатрешната политика, туку да ја представи Македонија како жртва само на надворешните влијанија, тој се најде на линија на се побројните предупредувања од светот дека безбедносните ризици се враќаат на сцената кај нас. Последни беа тие на Американско-албанската граѓанска лига, која тврди дека во Македонија има вакуум на лидерство во албанскиот блок, пред се поради зафатеноста на Дуи со репресирање на медиумите, кеширање и меѓуетничко конфронтирање заради рейтинг, се во сојуз со ВМРО-ДПМН. Според оваа оценка, албанците поради разочараноста од Дуи и ДПА може да станат лесна мета на верските екстремисти и нивните идеологии. Тоа е дел од колумната на Јовановска и ќе видиме еден коментар, значи во согласност со досегашната пракса на Трета порта, да ги читаме оние коментари кои не се согласуваат во принцип со авторот, значи да не читаме коментари кои се на иста линија, и така тоа се обидуваме да го правиме, не секогаш, но често. Еве еден коментар, еден од читателите на Утренски вели: Црните сценарија ќе ни се остварат дури ако станеме дел од Европската Унија и НАТО, бидејќи ниту Европската Унија, ниту НАТО нема да се завзема за доброто на граѓаните на оваа земја, ако ние самите не знаеме и не сме свесни што е подобро за нас. Интересот на капиталот, патеката на оружјето, дрогата, белото робје и близината на нафтата е во основа на остварувањето на ваквите црни сценарија. Тоа е коментарот под текстот на Јовановска, кој е насловен "Добро утро, претседателе". Сега ќе видиме колумна на Димитар Грумар, објавена во Дневник, во која Грумар озборува за говорот на претседателот пред студентите на Американскиот универзитет Јейл. Имено таму претседателот кажа дека во Македонија младите не се иселуваат поради добрата економска состојба, се решаваат да останат тука. Сега оваа изјава на претседателот најде на остра критика во земјата од страна на
пред се на социјалните мрежи од страна на граѓани, од страна на аналитичари, па Грумар тука има напишано дека ова е погрешно разбрано и дека изјавата на претседателот била во позитивна насока. Па така насловот на Грумар е "Шокирани од претседателот". Но за среќа на тие што не се шокираат како критичката јавност, шефот на државата направил нешто што би сторил секој претседател, кралица, царица или султан. Да ја представува својата држава во странство како што доликува и за што е платен. А што друго очекуваат тие што се шокираат и се засркнуваат од вакви настапи? Очекуваат претседателот да се жали пред студентите на странските универзитети дека доаѓа од држава со лоши граѓани кои упорно не сакаат ниту во анкетите, ниту на избори од нив да се направи средна класа. Брзо по независните засркнати и шокирани коментари на социјалните мрежи се шокираа и се засркнаа и тие што не добија шанса на избори да направат инстант трај од земјата во која говорел легитимниот претседател. Тие шокирано го прашуваат претседателот во која земја живее. Најзасркнат одговор на вакво шокантно прашање би бил во таа земја за која прифативте прекар за употреба од 2 месеца, а еве сега и по 20 години не може од земјата да се извади извод од книгата на прекрстените во Обединетите нации. Значи, тука Грумар застанува во одбрана на претседателот и ќе видиме еден од коментарите кои не се согласуваат со авторот. Тука може да се каже дека ги има повеќе, но ние ќе прочитаме еден. Не е проблемот во бројките и нивното презентирање или не презентирање. Проблемот е кога бројките се извртуваат од ниски политички побуди. Една декада слушаме бројчани излагања колку сме пред економска катастрофа, само што не стигнала денес утре, слушаме за иселување, а никако објавувачи на бројки да кажат и покажат процент на иселување поради криминалната приватизација. Тоа е еден од коментарите под колумната "Шокирани од претседателот", се разбира насловот е ироничен. Сега ќе видиме уште една колумна на Нестор Огинар, автор, која се однесува на она што го направи пратеникот на ДУИ, Артан Груби. Значи, тој се сликаше пред споменикот на Шарло, а објави дека тој е споменик на Нижата Голи. Па така колумната е насловена "Каде паѓаат есенските лисја од македонскиот даб во Македонија, во Илирида, во Дарданија". Во Дарданија, значи, пишува затоа што Артан Груби, кога го објави својот статус, напиша дека го објавува од главниот град Скопје, кој е главен град на Дарданија. Значи, сето тоа од пратеник на владеачката ДУИ. Еве дел од коментарот на Нестор Огинар, кој е поврзан со она што го направи Артан Груби, но и со обраќањето на претседателот во Њујорк. Додека нашиот претседател во Њујорк држи празни и патетични говори, како сојузник на најновата империалистичка воена политика на Обама, додека истиот тој Ѓорѓе Иванов понизно чека да му намигне неговиот најнов работодавец, додека премиерот ги мие рацете од калта на ново фрлената лопата, додека македонскиот народ го слави Крстовден во нашите стари цркви, нашата држава е во најсериозна опасност да падне, како што паѓаат и есенските лисија од древниот македонски даб. Јас дури од тука, од далечниот Њујорк, го слушам ехото на секој паднат лист, како дел од една елегија што наш најпознат поет ја испел како потсетник на тоа што треба и што не треба да правиме. Тоа е, значи, дел од колумната, која е насловена "Каде паѓаат есенските лисија од македонскиот даб во Македонија, Илирида или Дарданија". Емисијата ја продолжуваме со останатите коментари кои се однесуваат на постапката на Артан Груби. Имено Артан Груби, откако го објави ова и откако беше соочен со фактите дека не се работи за споменик на Неџата Голи, туку на Методија Шаторов Шарло, тогаш Груби се поправи.
кажа дека се извинува и дека направил грешка, но ова сепак предизвика лавина од реакции пред се на социјалните мрежи, реакции кои може да се каже дека во најголем дел се хумористични. Па така, еве ги фотографиите, фотомонтажи се разбира, кои се објавуваа подоцна. Еве една, вели Артан Груби пред мајка Тереза. Еве друга, Артан Груби пред Ајфеловата кула. Еве Артан Груби со неџата голи и оригиналната фотографија. Се разбира дека ова предизвика доста и реакции на Твитер, на Фейсбук, има доста и коментари кои може да се каже дека се во некоја насока и навредливи, кои се однесуваат на името на Артан Груби, тие нема да ги прочитаме, се разбира. И продолжуваме еве со еден коментар на Фейсбук од Никола Наумовски, граѓански активист, кој вели: Артан Груби и СДСМ да се прогласат за амбасадори на Скопје 2014. Нешто како бивши деликвенти кои го нашле правиот пат. Еве, може да држат предавања по школи за нивните некогашни заблуди. Сега, овој статус мора да го дообјасниме зошто Никола Наумовски зборува и за СДСМ. Тоа е поради онаа фамозна прослава во објект на Скопје 2014, која се одржа од страна на една приватна компанија, а на која присуствува подпредседателката на СДСМ Радмила Шекиринска и председателот на СДСМ Зоран Заев. За ова голем дел од оние кои се редовни критичари на власта исто така изреагираа на социјалните мрежи и праша зошто председателот на СДСМ и председателката на СДСМ се решија да присуствуваат на ваква прослава која се одржува во еден од најмаркантните објекти на Скопје 2014. Еве ќе видиме уште еден статус за Артан Груби. Исто така граѓански активист Петрица Рачини и колумнист. Да ти падне жал за Артан Груби. Харангата за неговиот селфи бербат не се најсилни кај критичките медиуми на кои не им крева телефон. Туку кај оние со кои разменува СМС пораки и со чии редакции неговата власт негува ептен блиски односи од секаков вид. Тоа е уште еден статус посветен на Артан Груби, а сега ќе видиме еден исто така прилично интересен момент. Тоа е цела колумна која е посветена на непозната особа, бидејќи особата воопшто не се името на особата не се спомнува во колумната. Но од сето тоа што е напишано, јас мислам дека гледачите можат да извлечат заклучок за кого се работи. Значи, колумната е од Ивица Боцевски, поранешниот вице-премиер, и насловена е Анатомија на една политичка гнида. Можам слободно да кажам дека оние кои не ја прочитале колумната ќе видат дека зборот гнида се повторува многу пати во колумната, не избројав колку пати. Многу пати се повторува изборот ѓубриште, а еве дел од надписот. Меѓутоа, имам сериозен проблем и сериозно гадење од политички гниди. Токму од овој подвид, било да станува збор за секое соопштение на некоја си заспана невладина организација, за тепачките на Калето или за учество на митингот во Тирана за бришење на етничките малцинства од тамошните пописни графи. Не постои ни една позитивна иницијатива што овој подвид ја повел за подобрување на животот на сите граѓани на Македонија, или за подобрување на животот на албанците во Македонија, или за подобрување на животот на скопјани, чаирчани, за подобрување на животот на албанците од Скопје и Чаир. Апсолутно ништо. Но кога треба да се впумпува отров меѓу македонците и албанците, ете ви го истопоре на чело на некоја будалаштина, со сиот пригоден декор што доаѓа со ваквите манифестации, како и со запалива реторика, која треба да предизвика експлозија.
Вакви политички гниди има кај сите етнички групи во Македонија и кај сите политички партии. И помеѓу македонците имаме гниди што живеат и кои се хранат од омраза. Ниједна етничка група на Балканот не е лишена од вишок адреналин и кусок здрава памет. Ете, тоа е колумната на Боцевски, која е насловена Анатомија на една политичка гнида. Јас верувам дека гледачите кои следат политика, кои следат она што се случува, го препознаа оној кој е посочен во оваа колумна од страна на Боцевски и кој во колумната се нарекува политичка гнида. Сега продолжуваме со реакции околу неодржувањето на штрајкот на Синдикатот за образование и наука, кој, како што знаат гледачите, беше најавен, требаше да почне, но не се одржа во последен момент по преговорите со Министерството за образование. Имено Синдикатот се откажа од штрајкот со образложение дека решиле да преговараат за проблемите со Министерството. Претходно Синдикатот изјавуваше неколку пати, често, дека се под невидени притисоци од страна на власта за штрајкот да не почне. Во колумна објавена во Утренски вестник, Наум Котевски зборува за овие случувања, зборува за тоа како синдикати во кои се членови пожарникари изјавија дека не го поддржуваат штрајкот на СОНК, дека излегува синдикати кои не се воопшто поврзани со образованието, само да кажат дека тие не го поддржуваат штрајкот на просветарите. А Котевски вели дека во други земји не е така. Па еве го примерот на Хрватска. За малку поинакви примери, кои дополнително фрустрираат, не треба да се оди далеко. Например, во февруари годинава во Хрватска беше одржан штрајк на солидарноста на кој се одзваа 270.000 работници. Штрајкот беше формално одржан во знак на солидарност со работниците од здравствено-рекреативно центар во Липик и Пулската текстилна фабрика Арена. Но мотив беше и влегувањето во собраниската расправа на Законот за работа. Прв пат работниците од јавниот и приватниот сектор заедно им дадоа поддршка на оние кои во тој момент го дигнаа гласот. 2 часа тој ден престанаа да работат сите служби кои се важни за секојдневниот живот на граѓаните, а возовите, автобусите, трамваите во сите поголеми градови застанаа на 5 минути. Само болниците во земјата со далеку поизразено политичко и синдикално чувство за тоа што значи штрајкот работеа нормално. И на тој среќен ден за хрватските работници, синдикалните лидери во еден глас извикаа: секоја власт треба да се плаши од работниците, а не работниците од власта. Тоа е дел од колумната на Наум Котевски, насловена "Пожарникари ќе ги гасат просветарите", се разбира иронично. Продолжуваме со колумна на автор Ивана Јордановска, која е објавена на порталот Плуштат и која е насловена "Како не се организира штрајк". Тука Јордановска настапува прилично критички кон штрајкот на СОНК, но во делот на неговата организација и вели дека штрајкот не бил професионално организиран. И во тематскиот и во техничкиот дел СОНК потврли: прво, дали успеавте да ги најдете и прочитате барањата на СОНК било каде? Јас не. Иако сите знаевме дека се работи за 5 барања кои што се занимаваа со висината на платите, водењето евиденција и нешто слично, никаде не успеав да најдам јасна листа на барања со кои што СОНК истапил на преговорите со владата. Прераскажувањата може да не однесат до месечината и назад, но на јавноста никогаш не ја беа објавени точните барања како што ги има формулирано СОНК. Знаете, драги мои, какво е чувството кога започнете да се чешате каде што ве каснал комарец, па никако не можете да престанете. И јас, кога почнувам да поставам прашања, да не останам никому должна, ги побарав барањата директно од член на синдикатот. Не можев да ги добијам. Оти представникот на СОНК никогаш ги немал директно испратено барањата до своите членови. Наместо тоа, представниците на СОНК ги имаат устно прочитано барањата до своите членови, што нормално значи дека мнозинството ги нема запомнето.
Ете, тоа е колумната на Ивана Јордановска како не се организира штрајк. Емисијата ја продолжуваме со реакции на останатите политички случувања. Еве го коментарот на Бранко Тричковски, новинар. Неговите коментари се секогаш интересни, се однесува на преговорите околу политичката криза. Заев: без техничка влада не преговараме. Груевски: еве ви техничка влада, ајде сега да видиме што уште барате да се подобри вашиот опозиционен статус. Именно Тричковски настапува критички кон владата, но и кон опозицијата и има став дека опозицијата нема јасна стратегија и дека дури може да се случи власта да и го исполни барањето за техничка влада и опозицијата повторно да изгуби на избори. И сега на социјалната мрежа Facebook имаше прилично интересен статус на пратеничката Солза Грчева, која влезе во собранието како пратеничка на СДСМ, но потоа партијата кажа дека не настапува во нивно име, бидејќи не го послуша барањето за бојкот од страна на СДСМ. Сега Солза Грчева има напишано статус дека тие што ја критикуваат не работеле доволно за партијата. Ме обвинуваат луѓе кои никогаш не се појавуваа на ниту еден протест. Оние кои случајно ќе заталкаа со куче или со прегрната жена на вечерна прошетка и од немај каде ќе се доближеа до нас да ни дадат нели подршка. Оние кои гласно во медиуми не кажале еден збор. Луѓе на кои никој не им ја треснал вратата на државните институции поради пишан или кажан збор. Ме обвинуваат дури оние во чие хациенди одевме да делиме партиски материјал во кесуле, а до куќата им доаѓавме преку пуштени пци и низ убаво негувани паркови. И оние кои ме газија со пасати, бенвиња, мерцедеси стекнати со работа. Во наводници. Сега на овој статус на Грчева има лавина од коментари, слободно можам да кажам, значи коментарите се има огромен број, значи 500 и нешто, за оние што го следат Фејсбукот, знаат дека тоа е прилично голем број. Истите коментари се спротивни на статусот на пратеничката Грчева, можам да кажам дека 90% од нив, и еве ќе прочитаме дел од нив. Евен корисник на Фејсбук вели: чии ставови и политики ќе застапувате во собранието? Друг додава: од снопчето те излезе, ти како единка си слаба, а и снопчето во кое беше до вчера го ослабе. Затоа не оправдувај ја својата одлука, зашто не си во право. Има такви кои ставаат фотографии од пари и велат дека за парите се работи. Уште за статус да напишеш: ајде таму тереј со воморовците, не ни се обраќај на нас, а те ценевме и почитувавме. Еве еден вели вака: Солзо, јас не трчав за ти да земеш плата. Јас трчав за СДСМ за да се спроведе програмата и да се спроведат целите на СДСМ. А ти, Солзо, си обичен профитер и предавник. И тука еве одговор на пратеничката: не ми кажувајте, молам. Јас пишував дел од тоа што треба да се спроведе, па сега гледам дека ми рековте фала. И со тоа ќе го завршиме овој дел за статусот на пратеничката Солза Грчева. Продолжуваме со редовните колумни на Ерол Ризава во Утренски вестник, овој пат посветена на 100 дена на владата. Тука Ризава в колумната ја почнува со објаснување дека дошол од одмор, видел доста работи кои го зачуделе. Еве пред да дојдеме до делот за владата, и Ризав го спомнува појавувањето на Зоран Заев, председателот на СДСМ, во објект од Скопје 2014 во Староновиот театар, и пишува: второто чудо ни го приреди лидерот на опозицијата Зоран Заев, човекот ни 5 ни 6, храбро и на голема врата влезе во Скопје 2014. Стана дел од славната историја на природбата на Македонија
и се запиша како прв опозицијски политичар кој го промовира старо-новиот театар на големо задоволство на сопартиците од врвот на СДСМ и пријателите од ВМРО ДПМН и владата. Тоа е делот за опозицијата, а сега ќе видиме и дел кој е посветен на отчетот на владата за 100 дена од владењето. Најголемиот проблем е во тоа што постојано недостасуваат само неколку проекти. Првиот е кога граѓаните на Македонија ќе почнат да живеат подобро и со поголем личен и општествен стандард од оној кој што го имаа во 1989 година. Кога ќе се подобри квалитетот на живење на луѓето и ќе се намали сиромаштијата и мизеријата, која не држи заковани на последно место во Европа повеќе години со ред. Кога Македонија нема да биде последна во Европа по бројот на невработени со факултетски дипломи и со сведителства за завршени средни училишта и колку од овие млади луѓе поради неподносливата убавина се заминаа изминатите 10 години од земјата. Кога Македонија ќе стане демократска држава, каде што владее правото подеднакво за сите, и кога Македонија ќе стане членка на Европската унија и НАТО. Сите овие проекти се движат наназад или стојат замрзнати сите овие години во ерата на груевизмот. Тоа е колумната на Ерол Ризаов, насловена 100 дена на владата. Ке видиме коментар на Дарко Јаневски, главниот и одговорен уредник на Дневник, кој се однесува на неодамнешната анкета на ИРИ, која покажува дека ВМРО ДПМН води убедливо во однос на анкетите кај граѓаните и во однос на ставот на СДСМ дека таа анкета не ја признава поради немањето на демократски амбиент и слободни медиуми во Македонија. Па Јаневски пишува: Македонија ќе биде all right, значи во превод Македонија ќе биде добро. Ниту една анкета за СДСМ не е релевантна. Ниту едни избори за СДСМ не се честни. Ниту еден медиум за СДСМ не е слободен, додека нивната разлика со ВМРО ДПМН е 20%, односно 19% како што вели ИРИ. Во полза на овие немиените со брадите, за СДСМ всушност ништо не е во ред, додека тие не победат. Тогаш, кога тие ќе победат, анкетите ќе бидат релевантни, демократијата ќе цвета, медиумите ќе бидат слободни, тогаш Македонија ќе биде all right или добра. Значи, уште една колумна на Дарко Јаневски, која е насочена кон опозицијата. Сега продолжуваме со еден прилично несекојдневен настан кој се случи изминатата недела. Имено на еден портал беше објавено видео со Насер Рауфи, адвокат на обвинетите во случајот Монструм. На порталот и на видеото се тврди дека Насер Рауфи прославува нешто, не знаеме што, со представници на ВМРО ДПМН од општината Бутел. Ова видео најде на огромен број на коментари и имаше огромен број реакции, пред се може да се каже на дел од граѓаните албанци. Еве сега да го видиме видеото.
Ете, тоа е видеото од прославата. За каква прослава се работи не знаеме, немаше коментар ниту од адвокатот, но може да се каже дека реакциите, како што кажав, на граѓаните албанци беа прилично големи во однос на ова видео и имаше доста различни коментари. Емисијата ја продолжуваме со колумна на аналитичарот Арсим Зеколи, во која Зеколи зборува за сето она што се случуваше во изминатиот период, за изјавата на ново именуваниот амбасадор Бели, но и за тоа во однос какви биле реакциите на таа изјава и во однос на тоа кој всушност ги диригира конците во однос на целата внатрешна политика. Арсим Зеколи пишува: империја на шупливост. Во дел од неговата колумна се посочува: а сепак, никој не е посвесен за испразнетоста на империјата и црвливоста на заштитните бедеми од самите мали глувци во трепет зад скриени зад нив. Додека низ медиумските мегафони завиваат како лавови и ржат како волчијаци, од време на време ќе најдат некој сирот забеган Бели, буџетски наставник или газибабско детуле над кој пред сценските рефлектори ќе се демонстрира и тренира строгоќа. За потоа, далеко од очите на јавноста, паѓаат на грб и полтронски снисходливо се смешкаат кога од другата страна ќе им застанат режисерите и сценаристите на нашата драмолетка. И ги подсетуваат на беседите од почетокот на сагата, во која држани за опаш беа спуштани во високите коли на власта, придружени со предупредување: вие сте само капо глувчиња во нашата лабораторија. Тоа е колумната на Зеколи, напишана на нему препознатлив стил, и емисијата ќе ја завршиме со колумна на пранешниот амбасадор Ристониковски, која е насловена: најлошо е сепак пораката на Волерс дека нема промени во американската политика. И оваа колумна е реакција на изјавите на Волерс, на изјавите на Бейли, а мислам дека овој дел од колумната сосема јасно ја објаснува и поентата. Иако може да звучи апсурдно, најлошо во целата ситуација е изјавата на Волерс дека нема промени во американската политика кон Македонија. Тој сакаше да ја минимизира навредата на македонскиот народ со прекрстување во Словени, ама пораката е многу позначајна. Главен заговорник на нашето прекрстување сите овие години не е Атина, туку Вашингтон. Пред некое време, на ова место ги цитиравме изјавите на нивните функционери и амбасадори, од кои недвосмислено јасно беше дека целта на САД е прекрстување на оваа земја, што имплицитно, ама неизбежно значи и разнебитување на македонскиот народ. Ете, тоа е дел од колумната на Ристониковски, во која се повторуваат неговите познати ставови. Почитувани, ова беше последно парче во оваа емисија. Трета порта следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Не заборавајте да ја посетите и Facebook страницата на Трета порта, каде може да ставите лайк, може да коментирате и на крајот да ве подсетиме на мотото на Трета порта. Ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. Останете со програмата на 24 вести.